Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Емоциите, односно чувствата, се универзален јазик и треба да ги цениме. Како да ги разбереме нашите емоции и зошто се толку важни во човековиот живот? На кој начин би можеле да ги регулираме расположението и емоциите? Ќе запрашаме денешната гостинка, доцент доктор Кристина Егуменовска, психолог, психотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на Телма. Емоциите како индикатор, а не диктатор. Токму затоа денеска зборуваме за регулацијата на емоциите со доцент доктор Кристина Егуменовска, психолог, психотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студијата на Телма. Добро ве најдов, ви благодарам. Сите знаеме она општо добро позната поделба на емоциите на добри и на лоши, односно на посакувани како што се среќа, радост, мир, или непожелните, тага, лутина, бес, страв и така натаму. И сега сето ова на прв поглед изгледа многу едноставно, оваа црно-бела поделба, но дали навистина постојат добри и лоши емоции? Па, да, размислувањето во термини на добри и лоши емоции на некој начин предпоставува една аксиолошка, односно вредносна перспектива. А таа од своја страна наметнува потреба од поставување на дополнителни прашања, затоа што самото размислување во смисла добри и лоши, например, се поставува прашањето дополнително за кого добри, во кој контекст, понатаму во однос на што. Така што, например, знаете, ако например нашиот посакуван стандард е добро физичко здравје, тогаш во тој случај, нели, во однос на доброто физичко здравје, нашите например емоции од типот на страв, нели, бес, лутината, гневот, можеме условно да кажеме дека се лоши, затоа што тие го енервираат, значи преку вегетативниот нервен систем, впрочем влијаат на функцијата на телесните органи и на тој начин може да предизвикаат навистина со текот на времето хронични психосоматски состојби. Меѓутоа, во основа, од чисто научна перспектива, ние повеќе зборуваме за пријатни и непријатни емоции, а од чисто, да речам, повеќе клиничка перспектива, значи во нашата пракса во амбуланта кога доаѓаат пациентите на психотерапија, не говориме толку за добри и лоши емоции, колку што говориме за добри и лоши начини за справување со емоциите. Без разлика дали се емоциите пожелни или непожелни, вела дека се тие многу важни во нашиот живот. Па зошто се толку важни емоциите во човековото постоење? Па, знаете, емоциите се навистина дел од нашето секојдневие. Може слободно да кажеме дека го обојуваат тоа наше секојдневие. Од анатомско-физиолошка перспектива, например, емоцијата е пред се трансформација на расположивата наша општа метаболичка енергија во специфично поларизирачка, односно емоционална, и главна улога во тој процес, генеричка, односно генеративна, има токму хипоталамусот и, да речем, целокупниот лимбички систем во содейство секако со кората на мозокот, односно кортексот. Меѓутоа, тоа е, да речем, кортексот е инаку важен секако заради инхибиторните механизми и заради тој поларизирачки аспект на емоциите. Меѓутоа, за да разбереме важноста на емоциите, многу по-прикладна е холистичката перспектива, затоа што онаа која што го разбира здравјето во целост, така е. Значи, наместо да размислуваме за здравјето во негативни термини како отсуство на болест и само како еднодимензионално во смисла на физичко здравје, холистичката перспектива го разбира секако во позитивни термини како добросостојба и повеќе димензионално. И од тој аспект, впрочем, емоциите се пред се една комплексна психосоматска појава, односно реакција, и тоа на три важни категории од човечкото функционирање. Едната е емоциите, например, тоа сите наши гледачи го познаваат, кога тие се, впрочем, реакција психосоматска на задоволување или незадоволување на некои наши потреби, особено виталните мотиви. Например, кога сме гладни, ако сме прегладнети, ако не сме наспани и слично, нели сите знаеме дека се зголема веројатноста да, впрочем, да сме раздразливи, нерасположени, значи пат на расположение, мрзоволност, така е, да. Од друга страна, втората главна категорија, емоциите како психосоматска реакција на, например, восприемена информација. И сега тука е многу важно
да се земе во предвид дека и треба да се нагласи. Например, знаете, квалитетот на емоционалното доживување кај човекот никогаш не е резултат само на субјективни фактори, например на тоа дали ни се задоволени некакви потреби, нели, кои се нашите вредносни системи, што нас не мотивира, дали имаме некакви одредени искуства во минатото и слично. Туку навистина зависи и од објективниот квалитет на информацијата. Само за да биде појасно, например, на гледачите, ако земеме за пример мигренозна болка, таа во поголемиот дел, над 90% од луѓето ќе ја доживеат еднозначно, затоа што нели ќе ја доживеат на негативен начин. Меѓутоа, ако станува збор за некаква друга помалку структурирана информација од типот на сме надвор, приметуваме нели не знам наdoаѓање на облаци, можно за дожд, за оние нели за нас кои што сме во урбани средини ќе значи можеби расипан викенд, неможност за прошетка, за возење на велосипеди, а за луѓето кои што се занимаваат со земјоделие и слично ќе има сосема друго значење. Значи емоцијата нели. И третата важна, многу важна категорија за да се разбере нивната важност во нашиот секојдневен живот е емоцијата како психосоматска реакција на нашето сопствено однесување како, значи на самиот човек, но сватен како социјално битие. Во денешно време, јас сметам, знаете, навистина сме преоптоварени во многу во преден план доаѓа знаете, тој јас дискурс и некако се заборава навистина на една многу жива вистина, а тоа е човекот како битие на заедница. И, например, емоциите од типот на срам, значи чувството на срам, на вина, тие секогаш се индикатор во смисла, нели, кога ние се однесуваме спротивно, односно не во склад со нашите интернализирани, веќе како возрастни интернализирани морални стандарди, тогаш овие емоции не само што се реакција психосоматска, туку истовремено може да бидат и на некој начин коректор на нашето однесување. Тука секако не мислам на срамот како нели оној карактерен патолошки, него мислам точно на оние чувство на срам кој што навистина може да биде здрав коректор и е индикатор впрочем на отсуство на психопатија, на способност за емпатичност и слично. Така што мислам дека нели таа целосна перспектива покажува колку се важни, го допираат секој аспект од нашето живење. Но има некои луѓе кои што велат дека намалено ги чувствуваат, да речеме, негативните емоции или пак воопшто намалено ги чувствуваат емоциите и знаат да се пофалат да речат јас не сум од оние што се многу емотивни. Па дури и ние знаеме од страна да искоментираме, гледај го останува ладен како камен, а што се не му се случува во животот. И сега, постојат ли помалку и повеќе емотивни луѓе или пак се работи за разлика во начинот на доживувањето на емоциите? Да, ве разбирам. Знаете како, дефинитивно постојат. Значи, индивидуални разлики навистина постојат помеѓу луѓето. Тука, кога размислуваме за повеќе или помалку емотивни луѓе, доаѓа во предвид оној многу важен термин од психолошката наука и праксата. Исто така, тоа е темпераментите наши. Значи, од Хипократ наваму, во таа секако со обновени, нели, посебно истражувања од афективната невронаука, меѓутоа, навистина, интересно е дека 20, најмалку 20%, а таму негде се до можеби 50-60% од нашиот темперамент е на некој начин когенериран од генетските фактори. И тука, да речем, ние немаме баш премногу избор. Меѓутоа, начинот на кој што нели се справуваме, ќе доживуваме емоциите, сепак е и многу израз, односно последица на социализацијата. Знаеме дека момчињата секогаш и ден денес повеќе ги поттикнуваме во нели послободно изразување на агресијата, а помалку на пример на тагата. А наспроти ова токму девојчињата ги баш ги подкрепуваме, да речем, со напротив, значи тагата да можат значи дури да ги амплифицираат емоциите. Момчињата не плачат, нели? Да, девојчињата е сосема окей да плачат. Така што интересно е тука во овој поглед што рековте повеќе помалку емотивни луѓе, постои една невробиолошка црта, сензитивност на суптилни сензорни информации. Таа е покажана дека навистина може би 10 до, значи не голем процент, 10 до 20% од севкупната популација има прокливитет, значи има склоност кон оваа невробиолошка црта и таа ги причинува кај луѓето да се навистина поосетливи за негативни емоции, значи малку спротивно од она што велите вие, нели ладен, тоа би биле луѓе кои што не спаѓаат во оваа група на и она што е малце можеби тешко да се прифати, но е така, се покажува во корелативни дизајни дека
овие луѓе не само што се поосетливи, значи во приемчиви и за негативните емоции, туку имаат и потешкоти во емотивната регулација, иако значи може да имаат сосема безбеден стил на приврзување. Дали може би моделот на однесување, односно начинот на кој што ги доживуваме емоциите поврзан со нашето деца, бидејќи веќе го споменавте приврзувањето, да речеме ако родителот не соодветно реагирал на емоциите на детето. Дали тоа ќе научи подсвесно да си ги потиснува емоциите? Да. Факт е, значи, со навистина експериментални истражувања децени наназад, од 40-тите, 50-тите и подосна, особено во 70-тите години од минатиот век, е покажано дека например, безбедно приврзаните деца, може секако да кажеме, нели, што е подоцна и приврзаноста, затоа што е многу важен клинички термин, безбедно приврзаните деца немаат потреба за потиснување на емоциите, ниту пак имаат потреба за пренагласување на истите. Преекспресивни да бидат. Да. Така што дефинитивно начинот на кој што родителот се справува со сигналите кои што ги добива од бебчето, значи прво старателот, нели, најчесто тоа е сепак мајката заради доењето и слично, многу условува како подоцна и како возрастни ќе се поврзуваме или ќе избегнуваме вистински контакт со луѓето. Зборувавме за потиснувањето на емоциите, но од друга страна има луѓе кои што се премногу експресивни, кои што ги допира се, може си да ги скрши, преемотивни се. Дали тоа е проблем? Да, значи, знаете како, Марија, тука е многу важно да се разбере дека здравата афективна реакција, она секогаш се карактеризира со две нешта. Првото е дека интензитетот на нашата реакција е сразмерен на провокацијата. Провокација во смисла на стимул, настан, значи слично. И втората важна карактеристика на здравата емоционална реакција е, впрочем, дека реакцијата не ја следи веднаш моментално провокацијата. Односно, постои едно кратко време на латенца. И ова така наречено време на латенца нам ни укажува на клиничарите дека инхибиторните механизми на кортексот функционираат, дека поединецот може да одзастане, да не абреагира, велиме, значи туку да може да не експлодира. Да не експлодира, него напротив, значи да може да обработи, да пренасочи, да одлучи, впрочем, како ќе се справи со таа емоција. А што е со расположението? Дали е тоа исто што и емоциите? Постојат ли сличности и разлики помеѓу нашето расположение и емоциите? Одлично е ова расположението, навистина најчесто ние знаеме да го некако како да е исто со емоциите, нема, ќе кажеме сега што представува. Тоа е пред се релативно трајно и рамномерно доживување, кое што има два главни генератори, значи два извори. Првиот и најважен е функционирањето, можеби ќе биде изненадување за луѓето, меѓутоа првиот главен извор е токму доброто функционирање на нашите телесни органи. Здравието, значи физичкото. Да, значи расположение, така е. Значи, например, директна врска со расположението со нашето телесно здравје. Да, токму за расположението, затоа што не збориме сега баш, затоа што расположението е вид специфична манифестација на емоција, исто како афектот. Меѓутоа се спротивставени, ќе ги објасниме. Само ова сакам да ви кажам, например, здравиот човек не го перцепира функционирањето на своите телесни органи. Нели? И во таа смисла доброто витално расположение или добра ценотимија, ја велиме, е, значи, секогаш добар предуслов за добро расположение. А од друга страна, кога имаме главоболка, забоболка, ишијалгија, ренална колика, некакви грчеви, така, тогаш не само што сме свесни за информацијата која доаѓа од телесните органи, туку и не велиме, например, кога имаме забоболка, ние не велиме сум во лоша емоција, туку велиме сум во лошо расположение. Е, сега, вториот извор, што е интересно за расположението, е токму карактерот на личноста. Значи, не збориме сега веќе за темпераментот, него она што е веќе приучено. И, например, во која смисла карактерот, за да, пример да дадеме повторно, ако земеме грчевите, например, спазмите во желудецот, поединец кој што има, да речам, хипоманично расположение, веселост и така, може слободно, многу веројатно е дека ќе ги игнорира таквите спазми. Меѓутоа, ако поединецот е склон кон депресивно расположение, ако е исто така, например, има хипохондријаза, некакви хипохондрични тенденции, тогаш не само што ќе ги приметува тие
сигнали телесни, туку навистина ќе доста брзо така е, да, се намалува тогаш многу поефективно, токму заради карактерот. А на пример за разлика од ова да не остане неразјаснето, расположението е, значи, ако го сваќаме како релативно трајно и рамномерно доживување, афектот е брз, интензивен и во таа смисла се различни. Значи емоцијата може да ја сватиме токму како една поопшта категорија, која што има специфични манифестации во оваа смисла, нели, расположение, афект и слично. Ќе ги поканиме гледачите да постават прашање, но не директно во програма, туку на нашата страница на Facebook Телма Амбуланта, _0 плюс месеци на телевизија Телма, сето она што ви е дилема поврзано со темата на која што зборуваме, а тоа е регулација на емоциите, но и на расположението. Слободно можете да го поставите како прашање во нашиот инбокс, а секако потоа ќе биде одговорено во текот на емисијата. Ние продолжуваме понатаму, значи сега зборуваме за регулација на емоциите, па сега како тоа се постигнува? Што е тоа? Емоционалната регулација? Да. Па емоционална регулација е не е нешто што е инстинктивно? Не. Емоционална регулација е нашата способност да се справуваме со, да речам, вознемирувачки емоции или внатрешни непријатни доживувања, без при тоа да сме преоптоварени или пак да изгубиме контрола. Значи, на овој начин сватена, емоционалната регулација очигледно е дека е, впрочем, и централна карактеристика на секоја здрава, возрастна, зрела единка. Сега, целта на емоционалната регулација е, впрочем, да не сме во немилост на нашите емоции. Значи, знаете, тие да бидат навистина еден компас, што е можно попрецизен, нели, по, да речам, сензитивен, и кој што ќе ни укажува како да на некој начин се справуваме во нашето секојдневие. Кога ни е потребно повлекување, кога ни е потребна пауза, дали на добар начин ги задоволувам своите цели, дали можеби прибегнувам кон одреден начин однесување со кој што се само саботирам наместо да си помагам и слично. Така, значи не смеат емоциите да го диктираат начинот на кој што ќе живееме. Сега, дали да речеме анксиозноста, вознемиреноста која што се јавува, може да биде во ситуација кога нема потреба за нив. Дали се тие резултати, да речеме, на неможноста да си ги регулираме емоциите? Да, значи, видете, анксиозноста, например, можеме веднаш да дадеме еден пример. Поединецот кој што има висока анксиозност пред, например, некаква важна средба за него, да речеме, треба да се сретне, можеби е приватна, можеби е професионална. Високата анксиозност во таквите случаеви не само што негативно ќе влијае на неговото расположение, туку практично ќе го принудува компулсивно тој поединец да ги избегнува истите ситуации. И во таа смисла, значи, анксиозноста тука е ризик фактор, затоа што впрочем, човекот ја пропушта можноста да има нови искуства, и не само новост заради новост, туку напротив да има искуства кои што ќе му помогнат за личен раст и развој. Од друга страна пак интересно е ако случајно, например, ние во клиничка пракса гледаме дека луѓето, за жал, понекогаш сега се почесто се гледа дека не може, напротив, не само преголема анксиозност, туку премала возбуда, значи хипопобуденост, не може да се зафатат со одредена активност, тоа исто така е симптом. И во тие случаеви, нели, тука често пати луѓето прибегнуваат кон одложување, значи прокрастинација. Секако не секое одложување треба да го патологизираме или психологизираме, ние не секогаш одложуваме некакви активности заради тоа што имаме конфликтни и некакви внатрешни. Некогаш и таков карактер сме. Да, но во секој случај, нели, се случува навистина да одложуваме затоа што сме морале да направиме поинаква приоритизација во текот на денот, но а некогаш и затоа што сме уморни. Така е, да, затоа што мора да ги задоволиме мотивите кои што се апсолутно важни за нашиот биолошки интегритет. Инаку, знаете, стравот, например, во секој случај реалниот страв е едно нешто, нели? Меѓутоа невротскиот страв е тука, впрочем, анксиозноста, како несразмерна реакција, нели, на некоја предстоечка ситуација. Во оваа категорија на невротски стравови покрај анксиозноста се секако и фобичните стравови, кои што се комбинација на анксиозност и компулсивни реакции, за разлика од нив пак истеричните, например, се стравови повеќе поврзани со повторно една комбинација на анксиозност, но заедно со избегнувачко однесување, а друга категорија се сепак психотичните стравови, кои што секогаш се реакција, например, на
навистина на сетилни обмани кои што може да бидат од визуелна, слушна, нели, природа, таков тип на халуцинации. Така што Ја сакав сега за лутината да ве прашам. Слободно. Да, има некои што се многу избувливи, постојано спремни да се расправаат и понекогаш чувствуваат поголема лутина од потребното, велат несразмерно голема во споредба со ситуацијата во која што се наоѓаат. Дали е тоа исто така? Неможно за регулација на емоции? Да, практично гледано, знаете, тоа е токму симптом на емоционална дисрегулација, неконтролабилноста, например, на емоциите. Тука во таа категорија на симптоми на емоционална дисрегулација се, например, исто така ова што ги споменавме, значи депресивното расположение може да биде анксиозноста. Така е, например, онаа продолжена тага, инаку тагата е здрава емоција, исто така како стравот, значи има многу функционална адаптивна функција. Меѓутоа тука спаѓаат останати, например, симптоми, секако, например, интересно може да им биде на гледачите неспособноста за донесување на одлуки исто така. Па исто и импулсивното поведение, например, само повредувачкото однесување е многу добар пример за како симптом на емоционална дисрегулација. Особено го гледаме денеска адолесцентите кои што доаѓаат, родителите ги веројатно и добро е секако ако приметат, значи навистина за жал користат жилетчиња, оштрилки, па серецка, така мислам, некогаш тоа знае да биде и многу посериозно и тогаш апсолутно е потребно да се јават кај нас, значи да се види што стои во позадина, но за жал секогаш навистина тука генеричка улога игра тие рани искуства наши со примарниот старател, нашата примарна афективна приврзаност. Ќе зборуваме подетално за приврзаноста, само би сакала да разјасним уште некои работи кои што се последици на оваа емоционална дисрегулација. Дали зависничкото однесување исто така поврзано? Оние кои што користат дроги, се коцкаат, пијат. Било каква форма на зависност. Денес има форма на зависност која што се однесува на претераното користење интернет или пак купување на алишта. Да, binge shopping, така е, да, супер е ова прашање. Знаете зошто? Покажано е, има една студија од 2023, значи пред една година е излезена, објавена, која што покажува навистина многу голем статистички значајни ефекти и разлики помеѓу контролната група и оние поединци кои што се злоупотребуваат супстанции, без разлика значи дали се дроги или алкохол. Секако ова не значи дека нели ова не е каузален дизајн, значи сепак се корелативни, тоа покажува само дека заедно одат инциденцата, значи дека оние луѓе кои што емоционално се дисрегулирани и текако значи знаат да бидат да ги злоупотребуваат супстанците. Така што имате право, значи и текако е поврзано емоционалната дисрегулација со зависничките однесувања. А кои се стратегиите за да се справиме со овој проблем? Како да си ги регулираме емоциите? Треба ли да копаме, да бараме кој е проблемот во детството, дали е или слично, или има нешто по-конкретно што може да направиме? Да. За да си помогнеме? Може подобро е да ги напоменеме овие полесно достапните. Например, знаете, детектирање и препознавање на нашите тригери е многу важен, многу добра, наведом едноставна, меѓутоа важна стратегија. Затоа што обично истражувањата покажуваат дека тригерите на емоционална дисрегулација најчесто се конфликти во односите и стресни ситуации, односно тешки средини. Може да замислиме, нели, не знам, над 30 степени, користите јавен превоз, значи во Скопје, во автобуси, при тоа ако ова се искомбинира со незадоволени витални потреби, како што е глад или, например, ненаспаност некаква, тогаш може да замислиме, нели, колку е поголема веројатноста да човек да избувне и да изреагира ако е само малце подбутнат во тој јавен превоз. Но во секој случај ние сите имаме и лични тригери, значи препознавање дали може би оваа тема мене ми е поттикнуваш за конфликтно импулсивно однесување со мојот партнер. Или реагирам повеќе на ова, или тешко ми е да бидам во контакт со некаква, нели, со овој тип на луѓе. Значи тоа е во таа смисла, значи лично да знаеме да можеме да ги препознаеме тригерите, тоа е многу важна стратегија. Втората или тие одат заедно, обично, например, препознавањето пред се на емоциите и нивното именување. Значи, самото именување, зошто? Затоа што повторно го активира кортексот, значи, особено префронталниот кортекс, кој што секогаш проектира и спрема огромни, значи, проекции има спрема амигдалата, која што пак го
модулира, да речам, ја модулира таа позната оска хипоталамус хипофиза, односно питуитарна жлезда и надбубрежна жлезда. И во таа смисла самото именување веќе создава можност за дистанца од емоцијата и на тој начин ни помага дури и да препознаваме суптилни разлики помеѓу емоциите. Разговорот со пријателите... помага го кажеме нервозна сум, да, тука, лута сум. Да, ова што го кажавте е добро сега што вака спонтано да кажам, знаете, ако употребиме јас, например, ова како рековте, лута сум, нервозна сум, да. Незадоволна сум. Да, сега тука се предлага когнитивно реструктурирање во смисла чувствувам лутина. Чувствувам дури еве и очај нека биде, значи и потешки емоции. Чувствувам тага, а не тажна сум, затоа што тие навистина се само, емоциите, ова што рековме, тие навистина се пред се знаци, они се реакции, психосоматски, кои што ни помагаат да си го олесниме животот. И во таа смисла именувањето е многу важна стратегија. Понатаму тука е разговорот со пријателите, со блиските. Например, самото разговарање за жал денес со електронизирањето на социјалниот живот, го губиме, ја губиме таа спонтана стратегија за справување за добра емоционална, значи регулација, бидејќи и неслучајно луѓето масовно користиме емотикони, затоа што емотиконот го контекстуализира практично вербалниот исказ. Ако веќе не сме во можност да имаме со кого едноставно да споделиме она што важно ни се случува и е напорно во одреден период од животот за нас, многу помага дури и запишувањето. Значи, вака изгледа како некаква адолесцентска стратегија, као journaling, али уствари кога човек запишува, тоа му помага. Доволно не мора на секојдневна база, меѓутоа дури да е на седмична база, некако доаѓа повеќе во контакт и полесно ги приметува патерните, односно образците кои што се типични за него и така може да почне да приметува, види овде сум била и радосна, ама истовремено ако веќе треба да одрефлектира наназад, што се случило во изминатата седмица, може слушнал некој од нас убава вест, меѓутоа истовремено сме чувствували избунетост или пак некаков страв или несигурност, затоа што кај нас луѓето не се чисти појавите на едни или други емоции. А дали можеме да си ги регулираме емоциите на тој начин што ќе си го промениме размислувањето за ситуацијата во која што се наоѓаме? Да, точно. Тоа е исто таква одлична стратегија. Добро е што ја споменавте. Впрочем, тоа се случува најмногу во и најстабилно, да речам, со најстабилен ефект, токму кога човек како стратегија за добра емоционална регулација одлучува да работи на себе, например, во психотерапевски контекст. Затоа што во психотерапијата ние не само што ги освестуваме, туку навистина учиме вештини кои што можеби за жал не сме ги добиле за време на нашето детство. И на тој начин, она што е лечебно, впрочем, во психотерапијата не е зборот, иако ние многу често се симплифицира, се говори дека тоа е talk therapy, значи дека она што лечи во психотерапијата е зборот. Не, разговор, вербалното е еден само дел од психотерапијата, невербалната комуникација и така како е важна и она што е лечебно е впрочем односот. Така што дефинитивно начинот на кој што еве например ова што го споменавте и што ви реков, наместо да кажеме лута сум, значи пациентот ќе го подучиме дека е потребно да каже чувствувам лутина и тоа е во овој момент или засега сум се уште се доживувам неуспешен во оваа област. Сакам да работам на ова и ова. Така, ова е навистина корисно што ни го кажавте, а сега сакам да ве прашам за еден тренд што е исклучително присутен во последниве години, велат размислувај позитивно и така се ќе биде во ред. Некои дури ја нарекуваат токсична позитивност. Да. Може ли така да добиеме позитивни емоции, добри емоции ако се обидеме да размислуваме само да размислуваме во позитивна насока или меч со две острици? Да, повеќе би рекла ова второто, искрено да ви кажам, затоа што друго е кога човек свесно избира да не се занимава со некаква негативна идеација. Кога проблемот се става под типик на крај на краиштата. Така е, да. А друго е кога човек, например, знаете зошто? Затоа што ова позитивното размислување е јалова работа доколку човек не превзема чекори конкретни.
Во таа смисла, знаете, позитивното размислување може само да го задржи човекот во една нереална ситуација, каде што впрочем нема она што ние во клиничка пракса го велиме критички увид. Нели, токму, тоа е првиот чекор, човек да има критички увид во сопствената ситуација. Затоа од тој аспект е разбирливо дека некои можеби означуваат како токсична позитивност, затоа што секако дека е многу важно ние да знаеме да ги регулираме тешките емоции и симптом на дисрегулација е и неможноста, впрочем, да се истрпат негативните емоции. Така што тој општествен дискурс дека, нели, што велите, навистина се приметува дека размислува позитивно, не се грижи, не знам ово, тоа е најлесно човек да каже на друг, меѓутоа без конкретни чекори, што е она што можам да направам, што е она што е до мене, затоа што и онака не можам однесувањето на другите луѓе да го контролирам, ајде да видам што е под моја контрола, на тоа да работам. Во тој случај дефинитивно има, значи, веќе некаква поголема и подобра предикција, значи ако човек се одлучи и за такво, не само за позитивно размислување. А дали потиснувањето на емоциите всушност е емоционална регулација? Па повеќе е дисрегулација. Потиснувањето, знаете како, едно е кога човек, например, ги задржува емоциите за себе, а друго е кога навистина ги потиснува. Значи, потиснувањето во принцип во клиничка пракса е навистина го сметаме за несоодветно регулирање во смисла едно е, например, ставање на страна, го велиме тоа. Значи, човек може навистина да е апсолутно вознемирен во одреден момент, меѓутоа да рече сега не е момент за ова. Тоа е емоционална регулација, соодветна. Значи, не значи дека емоционално оние луѓе кои што се успешни во емоционална регулација дека не чувствуваат така, меѓутоа дека само знае поединецот да ги стави на страна и во таа смисла, нели, да одлучи што понатаму. Значи, чувањето на емоциите во себе Чувањето во себе е регулација и се разликува од потиснувањето. Така не е тоа исто. Не е исто. Значи, чувањето на емоциите во себе може да е добар знак за нашата способност да имаме јасни граници. Например, проценувам дека во оваа ситуација или во овој контекст овие луѓе не би сакала да го споделам ова. Така? Значи, тоа бара добра проценка за тоа каде се чувствувам безбедно. Нели, каде сакам да се споделам, каде сакам да се покажам, да се вклучам во социјалното поле. Затоа е, впрочем, чувањето на емоции за себе е сега тука, гледате колку повторно контекстот е важен. Ако е тука партнерот, а јас се уште ги чувам за себе, не секогаш е тоа, значи, добра работа, затоа што интимноста предпоставува спремност да ризикуваме, да сме отворени, да сме ранливи. Интимноста е нужно поврзана со нашата спремност, посебно во партнерски односи. Не само во пријателствата, во партнерски односи, интимноста зависи директно од нашата спремност да бидеме ранливи. И тоа предпоставува, впрочем, споделување и на оно што навистина автентично го доживуваме. А како ќе се однесуваме со партнерот? Зависи ли од тоа како сме научиле да ги доживуваме, можеби, емоциите во детството и на каков начин сме биле поврзани со родителите? Има ли некои корени во детството? Има дефинитивно. Може слободно да кажеме дека постојат, истражувањата покажуваат многу јасни и различни начини на кои што ние се приврзуваме. Впрочем, едно е, во принцип се постојат сигурен и несигурен стил на приврзаност. Меѓутоа, сигурниот има еден сет на карактеристики, додека несигурниот и секогаш е хомоген, додека несигурните се има подтипови. Така што, ако сакате, може слободно да ги кажеме, значи, например, сигурно поврзаното детенце, малечко, тоа има впечаток за својата мајка или старателот, секако дека има и мултипли приврзаности. Тука апсолутно важна фигура и таткото, поширокото семејство, бабите, дедовците. Например, има впечаток дека фигурата на приврзаност му е достапна и грижлива. И таквото малечко има чувство дека секогаш кога сум непријатно расположен, значи кога нешто се случува лошо со мене, тогаш знам дека има некој секогаш ќе биде тука за мене. Ова се преведува, може да кажеме, психолошки во доживување дека сум сакано. И ваквите деца од една сигурна база
многу поинаку, значи, пристапуваат кон светот и во односите како возрастни. Затоа што интересно е дека например, Джон Болби е еден феноменален британски психоаналитичар кој што е одговорен за таа теорија, да речам, делумно со други автори, Мери Енсворт и така натаму, укажува на тоа дека, например, кога ние бараме приврзување, тоа е доминантен систем на однесување. Значи, кога сме навистина уплашени, нешто, децата трчаат кон мајките, например, или кон таткото, или барем секогаш погледнуваат, нели, например, може да прават нешто па ќе се заврти кон мама да погледне дали го следи. Тоа тоа е еден вид на корегулација. И во секој случај доминантниот, кога се чувствуваме безбедно, дури тогаш се деактивира системот на attachment behavior, значи на однесување кон приврзаност, и може веќе да пристапиме кон многу поинаков начин на однесување, кој што, да речам, системи на однесување како учење, истражување, игра кај децата, нели, па дури емпатичност до другите. Значи, ние немаме баш капацитет луѓето, кога сме исплашени, кога сме разочарани, кога впрочем ни е активиран доминантност токму системот за приврзување, немаме капацитет за овие други системи на учење, на игра, на емпатизирање со другите. Тогаш не сме баш, немаме капацитет премногу за сочувство. Значи, ако имаме несигурна приврзаност во детството, таа ќе се провлекува и подоцна во живот. Да, за жал. Сега тука прашањето, например, многу главно беше тоа во тие 70-ти години било токму како е тоа можно, нели, она што го доживуваме како дечиња, иако дури пошто тука, знаете како тоа станува збор сепак за приврзување кој што се случува во најраното, кај доенчиња веќе. И сега како е можно да го, нели, да се задржи? Тука затоа е клучна таа улога на теоријата на attachment, која што покажала дека впрочем приврзувањето функционира преку градење на спонтано од таа повторена интеракција со старателот, овозможува градење на така наречени внатрешни работни модели за себе и за другиот, односно за врската, за тоа што е врската. И затоа и веќе и како возрастни ние имаме тенденција да го повторуваме она научено однесување и начин на приврзување како малечки кога сме. Што можат родителите да направат за да се оствари убаво позитивно поврзување со нивното дете и за во иднина тоа да биде една здрава личност која што успешно ќе си ги регулира емоциите меѓу другото. Па знаете како, тука постојат главни, може да кажеме, 3 механизми кои што помагаат и исклучително се важни за да старателот може, било кој од родителите, значи да може да овозможи соодветна ефикасно задоволување и ефикасна нега. Например, главниот механизам е пред се сензитивноста. Во која смисла? Значи, спремноста, значи способноста на старателот да ги примети сигналите, да ги исперцепира тие сигнали од например, од денчето и при тоа, да речем, соодветно да ги интерпретира. Тоа одговори соодветно. И потоа после тоа веќе спаѓа во одзивноста. Значи кога тоа е вториот, да ги препознае. Така, значи првото е препознавањето, така, а потоа веќе е одзивноста, на пример. Во смисла на навремено, барем доволно навремено задоволување на одредената потреба, а третиот главен механизам, на пример, кој што навистина им помага, на било кој родител би му помогнал, тоа е нужно флексибилноста. Значи, мора да постои прилагоденост на начинот на кој што покажуваме нега на развојното ниво на бебчето или на детенцето, на малечкото. Значи, за жал, родителите некогаш имаат навистина тенденција, тука повторно нели доаѓаме до она како ги социализираме децата во однос на емоциите. Многу често ќе знае тато да каже на својот син, така да не го поддржи во тоа да се расплаче, да му каже што му е, да го гушне, па да кажам во еден здрав контакт само да пројде на еден здрав начин емоцијата, без при тоа да мора да биде потисната. Така што во таа смисла значи флексибилност. Или на пример очекуваат прерано некогаш за жал родителите децата самостојно да се справуваат со некакви анксиозни состојби.
Да, така што во таа смисла, значи ако сега знаете, тука за жал навистина се разликуваме во однос на овие механизми. Колку мајката или таткото ќе бидат способни да се вежбаат на некој начин во таа нивна сензитивност, во добро препознавање дека што навистина му треба на малечкото. Па потоа нели одзивот колку ќе биде брз, за жал, знаеме дека денес токму заради таа некаква преоптеретеност со тој екрански живот, нели, не приметуваме, не навремено се одзиваме на нивните потреби. Чекај, почекај, зошто сега ова, ај сега земи го, не знам, така, едноставно одзивноста тука повторно знаат родителите да потврлат, а вака кажано гледаме дека не се бара многу, него во смисла се бара само една присутност за нив, не физичка, туку навистина да се биде таму комплетно. Да се биде навистина целосно за нив. Да се допрат, значи тој физички контакт е многу важен, а се помалку, нели, заради таа електронизација на нашиот социјален живот. Значи, таа некоја контрола и регулација на емоциите всушност потекнува од нашето најрано детство. Споменавте дека тука и генетиката е фактор, полот, девојчињата поедноставно тоа го прават, темпераментот, карактерот во животот. Значи, има навистина многу фактори. Доколку некој се соочува со некаква емоционална дисрегулација, кому треба да се опрати? Дали на психолог, дали кај психотерапевт, дали на психијатар? Одлично прашање. Искрено да ви кажам, јас би препорачала, бидејќи постојат разлики, нели? Психолог е оној кој што дипломирал на факултетот за психологија и не нужно дополнително специализирал како што го направил тоа психотерапевтот, затоа што за психотерапија, за човек да биде лиценциран, посебно постојат европски стандарди, нели, кои што претпоставуваат огромен број на часови на работа и на себе и на работа со пациенти. Така што психотерапијата е одлична можност за поединецот да се открива себе си, без при тоа нужно веднаш да прибегне кон медикаментозна терапија. Во секој случај, за жал секако и за среќа истовремено, психијатријата нуди психофармаколошка поддршка, доколку таа е потребна, но во принцип за жал, например, нели, ако имаме суицидална идеација, и како може да биде овој сигнал за несигурно приврзаните, посебно анксиозно приврзаните дечиња или млади, па и кај возрастните. Така што во тие случаи секако дека би била подобро решение веднаш да се даде поддршка од аспект на медикаменти, но психотерапијата е поширок, овозможува, да речам, токму преку таа континуирана работа на себе во градењето на однос со својот терапевт, кој што ќе биде вистинска фигура на приврзаност, кој што ќе знае како да реагира на потребите на својот пациент, практично да го рекреира тој однос старател-дете. Сега вака малце го симплифицирам за гледачите, меѓутоа тоа е навистина така. Терапевтот ја има таа улога да биде да се овозможи да биде достапен за контакт онака како што му е потребен на пациентот. Во западниот свет тоа е многу присутно, речиси секој човек има свој психотерапевт, тука некако стигмата се надминува. Стигмата се надминува во однос на психотерапија, психијатриска помош. Луѓето се почесто бараат помош бидејќи се свесни дека проблемите им го нарушуваат и квалитетот на животот и треба, предпоставам, да се реагира кога проблемот е помал? Да, дефинитивно. Дефинитивно нема потреба да се чека, значи навистина самата некогаш се случува, искрено да ви кажам, веќе по првата и втората средба, самото сознание дека имам секогаш сега, нели, некој со кој што ќе можам навистина отворено, сосема автентично и спонтано да ги споделам проблемите кои што до сега не сум умел сам да ги решам, веќе им овозможува на пациентите да се чувствуваат многу побезбедно. И раното, навременото реагирање е дефинитивно и добар прогностички фактор. Навистина, нема потреба да се чека. Така. И денешното издание да го заокружиме со фактот дека не треба да се плашиме од она што ние го нарекуваме негативна емоција. Така е. Емоциите се универзален јазик, треба да се ценат, да се почитуваат. Да, точно така. Значи,
ако знаеме, еве, кажавме во кои се аспекти од нашето живење се тие многу значаен дел, гледаме дека, впрочем кажавме дека негативните емоции и како имаат адаптивна функција, односно одбрамбена на некој начин. Стравот го споменавме колку не заштитува, некогаш нели негативна емоција од типот на досада е мотив за промена, емоција од типот на лутина е мотив за надминување на пречките и достигнување на некаква она цел што нам ни е потребна и така натаму. Може да биде и поттик. И така е точно. Ви благодарам многу за денешното гостување и што на еден убав начин ја доближивте оваа тема. Ви благодарам јас на вас. Почитувани, во денешната емисија гостуваше доцент доктор Кристина Егоменовска, психолог-психотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Ова беше уште едно издание реализирано во соработка со оваа болница. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Ви посакувам добро здравје и сите проблеми на време решавајте ги, бидејќи секогаш на таков начин решението е најдобро. Пријатно.